Се размислува за заострување на казните за нелегалната трговија и употреба на пиротехника, со оглед на тоа што и оваа нова година помина со енормно пукање на петарди и повредени граѓани. Министерот за внатрешни Панчо Тошковски е убеден дека потребни се поригорозни санкции и подигнување на јавната свест за употребата на пиротехниката, се со цел да се намали нивната употреба за време на празниците и граѓаните да се заштитат од повреди. За новогодишната ноќ на клиниките примени се 7, од кои 5 деца и 2 мажи на возраст од над 50 години. Едниот од нив на внуката и демонстрирал како се пука петарда, а другиот, за да го заштити детето, од раце му го земал пиротехничкото средство. Двајцата завршиле на пластична хирургија, каде им биле отстранети врвовите на прстите, и покрај превентивната кампања на двете министерства, МВР и здравство, дошло до инциденти и затоа министерот Тошковски смета дека се потребни построги казни. Јас сум жител на градот Скопје и јас констатирам дека навистина има доста употреба на пиротехника. И сум лично на размислување во делот на заострување на казнена политика која што е поврзана особено со ваков тип на криминал и незаконитости, во делот на санкционирање на оние кои што тргуваат, увезуваат, шверцуваат, продаваат или на било каков начин допринесуваат да пиротехниката не заврши во рацете на дечињата. Така да сметам дека ќе треба да се посветиме на ова виднина, а во однос на конкретни чекори што би ги превзеле, ќе ви известиме откако ќе одлучат случаите служби. Министерот за здравство Азир Алиу упати апел до граѓаните да не се користат овие средства за преостанатиот дел од празниците, бидејќи, како што рече, петардите не се играчка, нивното користење е забрането и може да предизвика сериозни повреди. Овие 7 интервенции се потсетник дека за секоја повреда следуваат процеси на лекување и трајни последици по нив. Фактот дека меѓу повредените има и деца, а кај делот нив била потребна ампутација, доволно зборува за тежината на последиците врз здравјето на граѓаните. Затоа упатуваме посебен апел и до родителите да не дозволуваат пиротехниката во раците на нивните деца да биде дел од играчката и празниците да ги завршат со насмевки, а не со хируршки сали. Од сите предавања, најголемиот дел е тоа што викаат, децата кажуваат дека родителите им ги купуваат пиротехничките средства. И на сите тие предавања, наша порака беше, значи, да ги поздрават родителите, да не им ги купуваат тие пиротехнички средства. Можеби ќе се најдат во искушение, но сепак убаво, ако не ги купат, нема ни да ги користат. За разлика од лани, оваа година заплената на пиротехнички средства е зголемена дури за 9 пати. Во 2025 запленети се 250.000 парчиња пиротехнички средства, а лишени од слобода се 37 луѓе. Полицаецот СВР Веле заработил кривична пријава за нелегална трговија на пиротехнички средства, информираше Тошковски. Станува збор за запленети неверојатни 25 тони пиротехника, а според првичните информации од истрагата, полицаецот учествувал во внесувањето и транспортот на пиротехниката во земјава. Во однос на усмртеното 2-годишно дете што настрада вечерта на Нова година, истрагата покажала дека трагедијата е настаната поради залутан куршум. Министерот Тошковски рече дека истрагата е се уште во тек и се трага по сторителот. Во однос на обвинувањата на семејството за полициска бруталност, министерот појасни дека според информациите на секторот за внатрешна контрола, полицајците постапиле согласно пријавата од вработените во градска болница за нарушување на јавен ред и мир од страна на семејството на загинатото дете.